Во континуитет се зголемува бројот на луѓе кои што се заболени од хепатит С. Според инфектолозите, ширењето на оваа болест лежи во ненавременото лекување, кое кај нас во државата во просек трае околу 6 месеци. Најголем дел од заразените сами се пријавуваат, а добар дел од нив се откриваат и преку акциите за крводарителство. Токму на оваа тема денеска ќе разговараме со Милан Мишковик од Хепар центарот од Битола. Милан, добре ни дојде во студиото. Благодарам за поканата. Секоја година традиционално зборуваме на оваа тема, обично тоа е на одбележувањето на светскиот ден на хепатитот, но еве бидејќи имаме уште време, а во интерес на граѓаните и на гледачите е малку повеќе да позборуваме за превенцијата и за оваа болест, малку порано ќе го направиме тој разговор. Зошто се уште еве во континуитет расте бројот на заболени од хепатит С? Па видете, пред се начинот на трансмисија кај многу луѓе е доста се уште како табу тема, бидејќи сепак младите генерации кои често пати знаат да користат незаштитени сексуални односи, да користат не стерилизирана опрема за маникир, педикир, тетовирање, од тука и исто важи за луѓето кои користат наркотични опојни дроги, па луѓе кои имаат директно или индиректно контакт со било какви оштри предмети во својата работа, каде што не дај Боже може да дојде до повреда, каде што може да имаме излив на одредени крвни деривати, каде што други одредени лица можат да бидат во контакт со таа крв која што знае да биде контаминирана и може да дојде до пренос на овие заразно преносливи вируси. Од тука имаме исто така доста голема можност на пренос и ако не се пази доволно и во вертикалната трансмисија која што веќе можам да кажам дека во поново време, бидејќи сепак сме 21 век, каде што се користат доста софистицирани тестови, опрема и така натаму, кои се по протокол во здравствениот систем во Република Македонија, се почесто и полесно се детектираат овие заболувања. За жал, се уште во Република Македонија се зголемува бројот на пациенти во однос на овие заболувања. Од една страна, бидејќи сите соодветно не се третираат. Се уште во Република Македонија имаме голем јас во процесот на донесување одлуки во однос на новата иновативна терапија. Знаеме дека во јануари месец оваа година беше најавена новата терапија, која што требаше до сега да биде донесена и имплементирана во самиот здравствен систем, но за жал поради одредени, како што нарекуваат здравствените власти, технички проблеми, не знам се уште какви називи ги нарекуваат тие проблеми кои не следат веќе во изминатиот период. Знаеме дека се уште таа терапија не е достапна во Република Македонија. Што ќе значи таа терапија, кога ќе стигне, кога ќе биде достапна за пациентите? Па видете, пред се значи дека за само 12 недели тие пациенти имаат можност до 98% да бидат излекувани. Тоа представува еден голем предизвик, каде што процесот на елиминација не само за самите пациенти, туку и за самата држава, односно за сите граѓани на Република Македонија, е историски чекор каде што можеме да кажеме дека сме започнале со нешто кое му се ближи крајот. Едноставно влегуваме во историјата со останатите држави, се приклучуваме кон светските и европските протоколи во однос на овие заболувања, така да ни се дава голема можност сите наши пациенти кои ги поседуваат овие вируси за многу краток период без никакви нуспојави, значи без никакви проблеми по статокот од здравието, да немаат апсолутно ништо, а да бидат, да кажеме, скоро 100% здрави. Каде што во медицината е многу тешко да се каже тој зборно за ова заболување, можам радосно да кажам дека баш од европските и светските научници тенденцијата за елиминација се зголемува, така да се покажува и со самите настани кои се одржуваат на европско и светско ниво, посебно последните 2 години. Во светот има околу 500 милиони луѓе кои што се заболени од хепатит С. Колкава е бројката со која што располагаме ние во Битола, па еве и на ниво на Македонија? Во Битола имаме одредени показатели кои се уште нема да ги карикираме, бидејќи сепак институциите се уште не ги собрале заедно да ги сумираат помеѓу сите оделенија кај нас во нашиот град, но на ниво на држава последните показатели покажаја дека се движи околу 1%. Ние како Хепар центар мислиме дека тој број е малку поголем, бидејќи голем број од инфицираните, односно заразените лица се уште не се детектирани. Зошто го зборуваме тоа? Затоа што голем е бројот на луѓе кои не прават одредени тестирања, не одат редовно на контроли и така натаму, а посебно во делот на
хепатолошките проблеми, односно проблемите со црниот дроб. Во тој дел можам да ја нагласам и баш башката популација. За разлика сега, женската популација во Република Македонија после законските протоколи во однос на тестирање поради бременост и така натаму се зголемува можноста за побрза детекција на овие проблеми и за побрзо приближување кон само решавање на овие заболувања. Но за жал машката популација се уште има некој вид на стигма, каде што се уште не очекуваат дека ќе ги следат овие проблеми, така да е позанемарливо и односно самиот дел на, да кажам, на тестирање и скрининг односно овие заболувања е на пониско ниво. Од друга страна, се соочуваме со голем предизвик во делото на технологијата. Исто така во Република Македонија имаме само еден центар кој од време на време знае да нема реагенси, односно тестови за скрининг. Тоа е најголемиот центар во Република Македонија за детекција. Тоа е Македонската академија за науки и уметности, каде што се прават тие PCR познати тестови за, да кажеме, 100% детектирање на овие тестови. Се случува од време на време, по одреден временски период, тие тестови да бидат недостапни за граѓаните. Сега моментално ги имаме, но имаше периоди пред Нова година и така натаму, каде што со по месец и два ги немаше, па ги имаше и така натаму, што представува уште еден предизвик, каде што со останатите тестови кога се детектираат овие заболувања мора да бидат потврдени, така да имаме и период каде што овие тестирања чекаат на комплетна диагностика. Од друга страна можам да кажам дека колку подолго време се чека, можам да нагласам баш во тој период кај одредени лица се појавува брзо прогресирачко заболување на хепатитот, односно се зголемува брзината на заболувањето, што придонесува за поголеми оштетување на самиот црн дроб, со тоа што придонесува да се развие цироза е многу поголема, а со тоа и само развивање на хепатоцелуларен карцином, бидејќи ако ги погледнеме последните статистики на Светската здравствена организација, 80% од карциномите и хепатоцелуларниот карцином на црниот дроб баш потекнуваат како причинска последична врска на хепатитот хроничен Б и С. Како превентивно да се заштитиме од хепатит С? Како да делуваме за да не дојде до ова заболување? Пред се, хепатитот С представува трансмисија на заболување преку крвните деривати, така што едноставно во овој дел немаме некоја вакцина. Едноставно заштитата останува на самите себе. Едноставно да бидеме едуцирани во ова поле, посебно сега кога знаеме дека доаѓаат летните одмори и така натаму, знаеме дека луѓето доста се опуштаат, едноставно се поживи во овој период каде што прават работи кои можат да бидат фатални за нив и за нивното здравје. Посебно кај младите генерации, опуштање, одење на годишни одмори, одење исто така користењето на различни правци, дестинации, екзотични за работа, кои што исто така може да бидат една од причините за, не дај Боже, да се навлечат овие заболувања и така натаму. Доста знаеме дека имаме сега посебно тренд кај младата популација, младите генерации, студенти често патуваат како на студентска работа и така натаму. Знаеме дека во одредени земји постои посебен дел на превентива и заштита во однос на хепатитот Б, каде што мора да бидат вакцинирани и така натаму, мора да бидат тестирани за добивање на тие дозволи. А друга страна тоа представува уште еден потик каде што баш тие граѓани можат да бидат детектирани, да Боже, пред време ако веќе биле во контакт со овој вирус. Што е уште од една страна значи зголемување на бројот на луѓе кои се тестираат во исто време. Но значи дека и лесно можеме да ги откриеме ако во случај биле инфицирани со овие заболувања. Така да просторот и можноста од заболување од овој аспект можат да придонесат за побрзо детектирање на самото заболување. Тоа значи дека ако пристапиме кон лечење на овие заболувања, значи тогаш имаме процес на елиминација која што ќе придонесе да овие лица немаат трансмисија надвор, не дај Боже, кон своите најблиски прво, па сите останати. Така да процесот на елиминација е еден историски чекор кој што го најави Светската организација 2015 година во Глазгов со првата декларација и првиот светски самит кој се случуваше, потоа продолжи во месец мај и февруари, каде што се одвиваше првиот политички самит, каде што еврокомесарот го донесе првиот манифест во однос на ова заболување, продолжи со глобалната драв верзија и донесувањето на глобалната стратегија за елиминација до 2030 година и првата стратегија од 2016 до 2020 година.
во која што се приклучува Светска здравствена Европски регион со донесување посебен акционен план само за земјите во Европскиот регион, кој што ги опфаќа земјите членки на Европската унија и земјите членки во Европската унија, односно целиот Европски регион, каде што спаѓа и Република Македонија. Од друга страна, тука се одвиваше еден голем процес на да кажем на мониторинг, каде што Република Македонија благодарение на Хепар центар Битола беше дел од тој мониторинг. Тука влегуваја избрани 27 земји, 25 земји беа членки на Европската унија, 2 беа од Европскиот регион, во кој една беше Република Македонија, каде што се сумираја резултатите во однос на овие прашања и се виде длабочината, односно резот и гаповите кои ги прават државите во имплементацијата од националните стратегии, регистрите, па најновите терапии за елиминација. Со тоа што Македонија, за жал, морам да кажам дека се вбројува во последните земји во однос на ова прашање. Така да се надевам дека во продолжување со контактите и разговорите во однос на ова прашање со надлежните институции, посебно Министерството за здравство, дека наскоро ќе имаме подобрување на ова ситуација, бидејќи знаеме доста имавме и други останати политички проблеми во Република Македонија. Сте во преговори за поставување на национална стратегија за борба против хепатитот, токму со Министерството за здравство? Да, така е, веќе пред извесен период веќе започнавме разговори со Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести на Република Македонија, каде што првиот заклучок беше дека мораме да ги обновиме протоколите за лечење, односно имплементацијата на новите медикаменти во однос на оваа терапија, скратување на рокот, намалување на нуспојавите. И вториот дел беше тоа што мора да се изработи национален план и регистар заедно со тоа што ќе се формира и во тек формирање на еден вид на работно тело по однос на ова прашање, па очекуваме сега набрзо дека ќе добиеме одредена информација во однос на ова прашање, дека ова тело ќе биде формирано за да се отпочне целата процедура, што е можно побрзо и едноставно да се зацртаат новите насоки како ќе продолжиме во однос на ова прашање во иднина. Колку граѓаните сериозно ја сваќаат оваа болест, хепатитот С како болест, затоа што еве рековме дека најчесто се открива оваа болест во крводарителски акции, а поредко имаат навика граѓаните да дојдат да се тестираат и во вашите простории на местата каде што може тоа да го направат. Да, така е. Значи се уште владее доста голема стигма во однос на овие заболувања. Јас би рекол дека нема потреба повеќе луѓето да ја стигматизираат оваа болест, бидејќи кога се знае дека едно заболување има лек, едноставно подобро е рано да се детектира, открие и порано да целиот тој процес на лечење заврши. Бидејќи знаеме кои се последиците и настанувањето на цирозата и така натаму, а во тој дел јас можам да кажам баш во овој момент овие денови очекуваме одговор каде што на млада девојка околу 30 години која што ненавремено беше детектирана, ненавремено лекувана и така натаму од вирусот на хепатит С, генотип 1, кај што ова заболување прогресираше и моментално доведе до таков стадиум каде што таа мора да биде хитно трансплантирана. Таа ќе биде трансплантирана и за жал таа операција ќе кошта повеќе од 150-160 илјади евра. Така да јас повторно ќе апелирам до самите институции. Знаеме дека веќе таквиот предлог е поднесен до самиот фонд за здравствено осигурување, каде што според законот за здравствено осигурување на таа пациентка им следува ваков вид на третман, односно трансплантација, така да ако таа девојка беше навремено лекувана и третирана, немаше да го кошта системот пред се толкави средства. Со тие средства ќе беше набавена терапија, да кажеме, за 5 до 10 луѓе, каде што покрај тој пациент кој немаше да стигне до овој стадиум, каде што знаеме дека сепак ова заболување, како што знае еден европски експерт Джеф Лазарус да го каже, без разлика дека ќе се направи трансплантација, ќе се спаси тој човечки живот, тој пациент секогаш ќе биде инвалид. Бидејќи знаеме колкави може да бидат последиците по самиот чин на трансплантација, можноста за донација на органи, така натаму. Значи, едноставно знаеме дека се сочуваме со многу опасности во време на самата трансплантација и после самата трансплантација. Но колку и самите луѓе се виновни, сега кога ќе се вратам на моето прашање, се виновни во тоа навремено да биде откриена болеста. Значи, и самиот рече дека многу е битно тоа да се открие навреме, затоа што веќе подоцна може да има и поголеми компликации. Па видете, луѓето се уште не се доволно свесни, бидејќи знаете, јас можам да кажам дека гледиштето на хепатолозите во европски светски рамки ја префрлуваат вината не само
на пациентите. Тој микс помеѓу самите пациенти и самите, да кажам, GP, односно семејни доктори, кога ако не навремено се диагностицираат овие заболувања, знаете, некогаш често може да се случи да не се обрне доволно и внимание на ваков пациент, пошто знаеме дека често пати овие заболувања знаат да бидат долгорочни, така да до настанувањето на поголеми последици тешко се откриваат ако не се направат стрикно наменски тестирања во однос на овие заболувања, така да тука гапот што се јавува помеѓу или таа празнина што се нарекува и помеѓу докторот и пациентот, недоволно добро информираниот пациент, недоволно добро извршена консултација, недоволно добро, како да кажам, да се изразам, едноставно и кажување на самиот пациент на проблематиката која што мисли дека ја има или ја имал, едноставно знае да биде голем предизвик во иднина како да се поставиме во однос на оваа проблематика. Можам да кажам, одредени земји во Европската Унија веќе прават генерален скрининг. Тука се Португалија, Романија, тие се земји кои што имаат повисока преваленца во однос на овие заболувања и во однос на одредени, да кажам, индикатори кои ги поседуваат пациентите, тие им го наметнуваат прашањето и тестирање од хепатолошка страна, така да се види дали поседуваат некои од хроничните хепатити Б или С. Минатата година како хепарцентарот Битола обезбедивте донација за лекување на пациента во Италија. Како ни е денеска тој пациент? Да, таа пациентка моментално можам да кажам дека е комплетно здрава, вирусот не постои кај неа повеќе, така да тоа е една од добрите особини на овие нови медикаменти, оригинатори пред се можам да кажам, бидејќи едноставно го сочувуваат животот комплетно без никакви нуспојави по самиот синдром. Колку што порано се открие, толку подобро за самиот пациент. Едноставно можам да кажам дека девојката беше во стварно поодмината фаза, дури во поодмината фаза знаа да била делотворни, така да тоа значи дека овие лекарства мора што побрзо во Република Македонија да бидат присутни и едноставно што можно поскоро пациентите да ги добијат. Продолжувате ли со таква активност, еве доколку има потреба повторно хуманитарно да се обезбедат средства за лекување на лица на кои што тие најмногу ќе бидат потребни? Па да, ние моментално имаме политика на еден вид донаторство, каде што се очекува сепак од странски донатори, не од Република Македонија, да дадат одредени одобренија, така да имаме моментално уште две лица кои очекуваат одредена помош од овој вид на донација. Ние се надеваме дека набрзо ќе успееме да им овозможиме на тие две лица кои мислиме дека се наоѓаат во критична фаза, но истовремено ние, како што претходно кажавме, апелираме до здравствените институции, а посебно апелираме и до самите здравствени институции, клинички болници, инфективни оделенија, гастроентеролошки оделенија, хепатолошки, да и тие малку повеќе се вклучат во овој дел и поинтензивно доставуваат барања во однос на оваа проблематика, бидејќи знаеме дека едноставно сите заедно сме многу посилни, а тие едноставно ќе добијат таков медикамент каде што самите себе ќе се гордеат дека нивните пациенти утре ќе бидат здрави. Едноставно, заедничката соработка е неминовна во овој процес, посебно ако сакаме да ја постигнеме елиминацијата до 2030 година. Имаме доста пред нас за работа, така да тоа представува предизвик од повеќе аспекти, кај нас ќе представува од институционален аспект, односно министерско ниво, до клинички аспект и се разбира генерален аспект за целата популација, односно едукација и превентива. Во овој дел ние сакаме да нагласиме дека Хепарцентар Битола беше единствената организација присутна како и сите овие години, така и до сега на најголемиот хепатолошки конгрес во Амстердам, кој се одвиваше 5 дена, каде што имавме наше излагање и увид на состојбите во Република Македонија по однос на ова прашање, каде што присуствуваа повеќе од 10.000 луѓе, каде што присуствуваа министри, заменици министри, председатели на влади. Значи ова прашање на европско ниво доста многу се актуализираше во однос на елиминациониот процес, така да мора да сватиме дека ако сакаме да дојдеме до таков степен на елиминација, мораме да ги вклучиме повеќе сектори, односно тука мора неминовно и самите политички фактори во државата да бидат директно вклучени во однос на оваа проблематика, ако сакаме што поскоро да го постигнеме тој процес.
Како Хепар центар од Битола веќе неколку години од кога постоите, активно работите, имате многу кампањи, не само кога е во прашање светскиот ден на хепатитот, туку и други денови може да ве видиме на улиците во Битола како се делат материјали, се со цел превентивно да се делува кај граѓаните, малку повеќе да се запознаат со оваа болест и не само во Битола, туку и регионот. Еве кога сме кај одбележувањето на светскиот ден на хепатитот, што оваа година ќе се случува, се подготвува ли нешто? Да, така е, ова е еден вид на најава на светскиот ден на хепатитот кој ќе се десава, главниот настан ќе биде на 28 јули 2017 година, каде што ќе имаме, се разбира исто така пресконференција, ќе имаме тестирање, планираме крвородителска акција, планираме тестирање во ризични групи, процесите на преговарање што туку започнаја во однос на светскиот ден на хепатитот, исто така очекуваме оваа година повеќе да се вклучат и институциите на национално ниво, со тоа што се надевам дека ќе ја најавиме комплетно и овој пат и националната стратегија и регистарот. Од друга страна, ние побаравме исто така да направат сумирање на резултатите кои досега ги имаат и здравствените институции во однос на мојот термин, бидејќи во тој поглед ние свативме дека еден вид на регистар може да произлезе од самиот мој термин. Се надеваме дека дотогаш до самиот светски ден на хепатитот имаме порелевантни показатели. Бидејќи Светската здравствена организација дава едни показатели за регионов, ние даваме други кои не се совпаѓаат едни со други, така да се надеваме дека набрзо и ова прашање ќе биде некако избалансирано, каде што ќе ги приближиме нашите ставови со Светската здравствена организација, посебно во делот на статистика, преваленца, инциденца, а од друга страна можам да кажам дека во преговори со Светската здравствена организација веќе за наредниот самит во Бразил кој ќе се одржува, тој е вториот светски самит во однос на хепатитот, каде што ќе биде главен организатор во владата на Бразил, Светската здравствена. Ќе бидете присутни таму? Да, така е. Хепар центар ќе биде присутен таму. Истовремено се поканети и Министерството за здравство, како и Фондот за здравствено осигурување, кои накнадно треба да одговорат во однос на ова покана. Се надеваме дека високи представници од нашето министерство ќе бидат присутни таму, ќе ги слушнат најновите случувања во однос на оваа проблематика, најновите успеси, и заедно понатаму да се обидеме да ја пратиме оваа болест во историјата. Рече дека бројките од Светската здравствена организација со бројките со кои што располагате вие не се совпаѓаат. Да, зашто? така е. Па бидејќи регионот поседува, одредени земји во регионот поседуваат некои повисоки инциденции и преваленции во однос на оваа проблематика. Земаќа е тука во прашање Република Албанија, Република Косово, Србија, Бугарија и Грција. Испеѓа дека Македонија има негде околу најниска преваленца и инциденца на оваа проблематика, околу 1%, што последните статистики покажа од 1,4 до 2,5 или 6%, што не е меродавен број се уште, сепак не е тоа потврдено, но се водат од некоја регионална статистика која заради размена на население и така натаму помеѓу сите овие региони, можно е да оваа инциденција и преваленца биде повисока. А јас мислам дека како Хепар центар, како што се зголемува број на тестирани, доаѓа до се поголем број на откривања, така да ништо чудно да во иднина се соочиме со малку поголема бројка на заболени лица, со што мислам дека нема да биде проблем ако се имплементира новата терапија и тие лица бидат навремено третирани. Така да, ако тие лица, сите ново детектирани лица и сите стари детектирани лица кои го имаат ова заболување, почнат навремено со лекување, тоа значи дека само за 12 дена или 3 месеци буквално вие сте здрава личност. Така да се отвора можноста едноставно овие лица да не ја трансферираат, односно да не ја шират оваа болест. Кога сме еве кај земјите од регионот, каде е Македонија на врвот или на крајот на оваа листа и каква е ситуацијата кај нашите соседи кога е во прашање лекувањето на оваа болест? Па јас можам да кажам дека ние со Република Србија заедно сме последни. Моментално на Балканскиот полуостров, едноставно буквално во Косово, во Република Албанија, во Босна и Херцеговина, во Република Грција, во Република Бугарија, буквално, да кажам, сите земји кои што едноставно имаја проблем со имплементација на нови медикаменти веќе се застапени и се категоризирани. Да, не е аксесот доволен за сите, но ја има таа терапија, така да борем за најкритичните случаи веќе ги лекуваат. Така да ние апелираме борем, ако не можат целосно воспоставување на
протоколите за лечење тогаш да биде делумно за почеток и да се започне борем со тие луѓе кои што се во најкритична фаза, да не доаѓа како што го имаме овој случај кој веќе е актуелен, можам да кажам, и баш деновиве треба да го добиеме одговорот од Фондот за здравствено осигурување, а тој одговор значи доста пари. Тие пари можеа претходно, ако навреме се третираше таа девојка да повлече уште најмалку 4 до 5 пациенти, а сега имаме пациент кој треба да биде трансплантиран, каде што не се гарантира незиниот живот и незиното здравје воопшто и понатаму, значи се може да се случи, знаете, тие процеси се доста сериозни и опасни. Така да тие пари кои што ќе бидат наменети за трансплантација едноставно да не бидат повеќе, да се намали тој процес на чекање на нова терапија, да се имплементира новата терапија и буквално имаме, да не кажам дека со еден удар, санирање на два проблеми. Тоа е зголемување на пациентите со хепатоцелуларен карцином и секако видови на карциноми на ракови кои може да ги развијат хепатитот Б и С, посебно хроничните. Така да еден вид овие лекарства се и лекови и превентива во однос на едните случаи. Така да можноста ни е тука, отворени се вратите, во почетокот беа 1 или 2 лекови, сега имаме 7 нови лекови, така да тоа е голем диапазон на можности за сите пациенти, за сите групи и подгрупи, генотипови и типови, така да ни се отвора таа можност стварно да извршиме процес на елиминација кај сите овие пациенти и да не се доведеме до ситуација како оваа девојка која што само пред една недела го барањето кое е доставено до Фондот за здравствено осигурување, кој Фонд за здравствено осигурување ќе го одобри, не е најавено, али тоа ќе го кошта тој фонд доста многу средства само за да се спаси тој млад живот, а претходно ако се третираше беа доволни многу помали средства. Така да ние апелираме до сите разумни луѓе, до сите разумни институции да сватат дека ако се третираат овие пациенти, дека во иднина немаат потреба да плаќаат толку скапи оперативни зафади кои сепак сами по себе представуваат и ризик при самото донесување на одлука за таков третман, односно таков оперативен зафат. Имаат ли луѓето каде да се информираат? Хепар центарот во Битола го имаме овде, но исто така функционирате, односно сте дел и од околните градови кои што се еве во Битола. Има ли во останатите градови во земјава центри како Хепар центарот, каде што можат да се дознаат повеќе информации за оваа болест, или тоа е во склоп на болниците? Вака сега, Хепар центар делува на цела Република Македонија, ние сме исто така представници и дел од Алијансата на пациентски организации во Република Македонија со седиште во Скопје, каде што делиме една заедничка канцеларија повеќе организации, каде што може да доаѓаат луѓе и се информираат за овие заболувања, каде што представник на Хепар центар, кој сум јас, е заменик председател на таа Алијанса за пациентски организации. Значи буквално ние имаме пациенти од целата држава. Моментално таа пациентка која што исто така треба да оди на трансплантација е од Скопје, имаме доста пациенти од Западна и Источна Македонија. Значи, мислам дека пред се да ви се заблагодарам вас на медиум и на сите останати медиуми кои не поддржуваат и едноставно да кажам вршат едукација на населението со сите овие емисии, со сите овие можности каде што можеме да позборуваме на оваа тема. После секој наш настап било каде, на било кој медиум, ние имаме голем број најавување во однос на оваа проблематика, од тестирање, од тоа дека тие го поседуваат тој вирус, дека имаат проблеми и така натаму. Со тој воедно сакаме и да апелираме. Значи, граѓаните знаеме кога слушаат вакви заболувања, често знаат да бидат уплашени и често пати знаат да го променат и каналот кога слушаат за проблеми поврзани со здравјето. Но апелирам пред се луѓето да се посветат претежно на превентивната во однос на хепатитот Б, на хепатитот С, бидејќи не постои вакцина. Додека за хепатитот Б постои вакцина. Во Македонија исто така и за хепатитот Б е голем проблем, бидејќи моментално поседуваме терапија која е од застарен тип. Новите медикаменти кои треба доправа да дојдат, исто така треба да бидат на позитивната листа. Се работи за терапија која пациентите која започнат треба да ја користат целиот свој живот. Пациентите заразени со хроничен хепатит Б не се лекуваат. Морам да го нагласам тоа. Мора да знаат и генералната популација и самите пациенти.
Едноставно, тие мора да го држуваат вирусот на што е можно пониско ниво. Тука се појавува уште еден проблем, кој што беше дебатиран само пред една недела во Европскиот парламент, темата поврзана со Неши-Нафелд, not alcohol liver disease, односно заболувања кои се поврзани, да кажам, со еден вид начин на живот, односно стил на живот на луѓето. Знаеме дека 21. век не доведува во искушение во однос на храната, на органската храна пред се, со тоа што ние самите допринесуваме, не дај Боже, ако не знаеме дека поседуваме еден вид од овие вируси, плюс да имаме проблем, како што ние народски знаеме, или медицински да го кажеме во Република Македонија, замастен цандроп и така натам, каде што јас го имав тој ист проблем, а и се уште го имам, чисто пати конзумирањето на разни храни кои зачинети мрсни или вакви такви кои се во традиционалната кујна во Република Македонија. Знаеме дека конзумираме едноставно секојдневно може да придонесат до побрзо оштетување на црниот дроб, еден вид на фиброза, па дори цироза и видови на карцином. Ако не се направи нешто во известно време во однос на оваа проблематика. Тука сепак се работи за стил на живот. Се користат одредени разни видови медикаменти, суплементи во однос на природни бази, во однос на како леснителна околност во медицината би рекол, но моментално немаме некои лекови кои стрикно би го нагласиле лечењето на овие заболувања како Неши-Нафелд, но тие се голем предизвик исто на 21. век, каде што голем број на млади луѓе посебно гледаме по самиот начин на живот, стил, исхрана и така натаму. Значи, едноставно можам да кажам дека едноставно не се храниме здраво. Секогаш велиме дека модерниот начин на живот ни е причина за тоа да нема време за здраво да се храниме, секогаш брзата храна ни е при рака и многу пати знаеме и тоа да се извадиме токму со тоа дека немаме време за ништо. Така е и само, како што кажавте пред малку, еврокомесарот баш го потенцираше тоа дека пред 5 години го детектирале проблемот со Неш, за кој тој што бил зачуден самиот бидејќи претходно не ни правил тестирање. Значи јас апелирам буквално за сите граѓани на Република Македонија. Од време на време сите да правиме одреден вид на контрола, контролни прегледи каде што не е само хепатитов однос како проблем, тука може да се јават проблемот и Неши-Нафелд, значи, а исто тука е алкохолот. Алкохолот кој може да допринесе до побрзо и поразорно оштетување на самиот црн дроб, ако не да Боже, не знаеме дека поседуваме некој од овие вируси. Едноставно, до побрзо, по-прогресирачки изголемување на оштетувањето на самиот црн дроб. Јас се надевам дека барем некому успеавме да му разјасниме некои работи кога е во прашање хепатитот С како болест, но и сите овие превентивни мерки кои што ги кажеме секако за да се спречи тоа и навреме да биде откриена оваа болест. Благодарам. Ти благодарам, Милан, и посакувам прво многу успех на самитот кој што ќе биде во Бразил. Знам дека оттаму ќе се вратите со многу нови искуства и секако ќе можеме да ги споделиме и понатаму во некои од нашите изданија на Мега телевизија.